Добар ден, прво неделно издание на Дневникот на Канал Плюс. Започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Хигиената е пола здравие. Епидемиолозите советуваат во овој период од годината темелно миење на овошјето и зеленчукот, а пред се на рацете. Во општина Македонска Каменица доделени се решенија за легализација на дивоградби, со кои се решија 1/3 од дивоградбите во Македонска Каменица. Летниот период зголемена е употребата на моторциклите во сообраќајот. Сообраќајниците апелираат одговорноста при возењето да се стави на повисоко ниво. Хигиената е пола здравие. Епидемиолозите советуваат темелно миење на овошјето и зеленчукот, а пред се на рацете. Следејќи го советот дека хигиената е пола здравие, советите на докторите во овој период се од големо значење. Топлото време и влажноста на воздухот ни бараат поголема хигиена. Неопходно е одржувањето на ладен и безбедносен синџир на исхрана. Особено треба да се внимава како да се чуваат млечните производи, редовното миење на зеленчукот и личната хигиена. Правилната исхрана, значи овоштие, зеленчук, течности. А зеленчукот и овоштието треба да се мијат, да се перат. Да се држи личната хигиена, особено на раците. Храната треба термички да се обработува. Не мајките ровите јајца да дават на децата, бидејќи од една гајба јајца може едно јајце да содржи салмонела, што нормално и месото го има, живото месо до 40%. Значи, таму кај што се обработува сировата храна, треба со прашок и со топла вода површините да се измијат и да се направи дезинфекција. Рацете, особено при приготвување на храна и после контактирање со сирова храна, треба да се мијат со течен сапун и со вода. Значи 20 секунди триење со сапун и после под истечна вода да се стават. Исто така, многу е битно, например, овоштието да се мие, каде што, например, и зеленчукот кај што не може, за да се изврши дезинфекција, потребно е, например, да се стави во вода или со една лажица сода бикарбона или со алкохолен оцет, да се стави со 2-3 лажици во вода, да остои овоштието и зеленчукот и после повторно да се измие со протечна вода. Епидемиолозите препорачуваат да се внимава каде да се јаде и најважно како храната да биде подготвена. Секое јадење треба термички да биде обработено. Филови, торти со неприготвен термички фил никако, со живи јајца не. Живи јајца во сладолед ставање не, бидејќи може да се развие салмонелоза, да се добие. Храната која што термички е обработена правилно, после оладување, максимум 2 сата надвор, обавезно се става во фрижидер. Не се чува надвор. Јајцата исто така. Се знае колку им е рокот на траење на живите јајца кои што се во фрижидер, дека можат 15 до 20 дена. Другото овоштие, месото кое што треба исто да се замрзне, да не се после 2-3 дена пак наново употребува. Приготвеното јадење, кое што во рокот од 3 дена треба да се консумира, да се потроши, после вадењето од фрижидер треба наново над 70 степена да се обработи, за да можат и тие бактерии кои што се внатре, за да можат да се бидат уништени. Личната хигиена и хигиената при подготвување на храната се најважни. Следејќи го здравје, овие совети можат значително да помогнат во летниот период. Со оглед на летната сезона, зголемена е употребата на моторциклите во сообраќајот. Групното возење по улиците е се посериозно во овој период од годината. Сообраќајците апелираат одговорноста при возењето да се стави на повисоко ниво. Во екот на летниот период зголемена е употребата на велосипеди со мотори, моторцикли и така натаму, а како категорија на учесници на сообраќајот се најранливи бидејќи имаат минимална заштита. Сообраќајниците предупредуваат дека е неопходно да се носи заштитна опрема. Како што ги управат возилата, така се превезуваат и со патници на истите.
По согласно со законските прописи, истите имаат и одредени обврски, како што е да користат заштитни средства, шлем, облека и така натаму, поради законските причини и поради самите себе си, нивната безбедност и здравје. Како, например, можеме да наведеме дека заштитниот шлем исто така е многу корисен при случување на сообраќајни незгоди, меѓутоа и со самата заштита на управување од ветар, од разни инсекти и така натаму. Групното возење на мопеди помеѓу младите, особено во екот на летото, се повеќе е изразено низ улиците, вели Владо Петров, инспектор за превенција на сообраќај. Покрај тоа што се ставаат самите на себе во ризична состојба, овие лица кои организираат трки низ градот ги ставаат во небезбедна состојба и другите учесници во сообраќајот, а и пешаците. Таков пример неодамна имаше во Штип, каде возач на мотор удри во 6 пешаци. Што се однесува до сообраќајната култура на учесниците во сообраќајот, дел ги почитуваат законските обврски, дел не. Неносењето со одветна заштита се санкционира со парична казна. Согласно Законот за безбедност во патниот сообраќај е предвидена глоба за неупотреба на заштитен шлем, согласно член 98, тоа е 35 евра во денарска противвредност. Возачите пред се треба да имаат положено, да ги почитуваат сообраќајните знаци и знаците за ограничување на брзината за движење, возилото да биде технички исправно и регистрирано, да имаат обновена полиса за осигурување и најважно од се е да носат кацига шлем. Летната туристичка сезона стартува и годинава македонците најчесто ќе влетуваат на плажите во соседството. Поради ситуацијата во Грција, многу граѓани грчките плажи ќе ги заменат со оние во Бугарија, Турција, Хрватска и Албанија. Но оние кои сепак летово ќе одат на море во Грција, треба во паричникот да имаат доволно готовина, бидејќи грчките банкомати се испразнети. Летната туристичка сезона само што започна. Туристичките агенции се со полни раце работа, бидејќи интересот за летување е голем. И оваа сезона, како и предходните, македонците најчесто ќе летуваат на плажите во соседството. Поради ситуацијата со должничката криза во Грција, многу граѓани грчките плажи ќе ги заменат со оние во Бугарија, Турција, Хрватска и Албанија. Но оние кои сепак летово ќе одат на море во Грција, треба во паричникот да имаат доволно готовина, затоа што грчките банкомати се испразнети. Поради страф од можен банкрот на државата, грчките штедачи за само 2 дена повлекле 2 милијарди долари од локалните банки, така што туристите може да останат со празни раце при обидот да подигнат пари од банкоматите, но доколку сепак се одлучите да се подпрете на картичките, во тој случај ве чека голема провизија. При подигнување на готовина во странство обично се плаќа околу 2 до 3 евра минимално или 3% провизија на подигнатата сума максимално. Токму поради ова, подобро е да се подигне поголема сума одеднаш, отколку повеќе пати помала сума. Затоа најдобро е туристите да проценат колку пари би им биле потребни за летувањето и да носат кеш со себе. Поради хиперпродукцијата на буниште завршуваат повеќе производи, каде што оваа година таков случај е со доматите. Производителите се оставени сами на себе да одлучуваат што ќе посеат, а потоа кога проблемите сами ќе ескалираат, се бара помош од државата. За планското или организирано производство во Македонија се говори повеќе години наназад, но и покрај тоа состојбата во реалниот сектор останува непроменета. Една година поради хиперпродукција на буниште ќе заврши кромидот, друга зелката, трета празот, друг пат сливите, а годинава тоа е случајот со доматите. И се така во недоглед. Производителите се оставени сами да одлучуваат што ќе посеат или насадат, а кога потоа проблемите ќе ескалираат, се бара помош од државата. Ваквата недефинирана состојба најмногу ја чувствуваат оние кои се на нивите и по пазарите. Нема ништо, тој се напуштена работа и што да ти кажам. Ја го патиџано паѓа, нема извоза, ја го тај патиџан 15 динара, тај 20, тај 25 и нема. Ако има планско производство, тогаш ќе биде во ред, сега е хаос. Ама нема то кој да го уреда, кој да го уреда планското производство. Значи, па нема ништо, тој се напуштено порано како било и така. А добро, и ние нема контрола што садиме, ама нема што да работиме. Значи нема кој да ни каже што да сеиме. Испаѓа кој што сака. Планирано нема. Повеќе се трговци неголи производители. Поради ова се поставува прашањето дали не е време и какви се можностите за менување на досегашниот начин на стихијност
во производството, односно премин кон планско. Имаме веќе почетоци тука, имаме успешни примери, но кај нас повеќе, да кажеме, нашите производители малку се скептични за таа работа. Например, еве, во моментот се бараат неограничени количини на корнишон. Но многу наши земјоделци не се усудуваат да склучат договори со тие нашите откупци. Нашите откупци имаат веќе одредени производи за кои бараат такво планско производство и бараат договори, но еве сега и ова прилика ќе искористам да ги охрабрам нашите производители да земат со нашите откупци кога бараат вакви количини, например еве сега се бараат над 30.000 тони производство значи на корнишон и за тоа имаме огромни услови да го произведеме, но сепак многу луѓе не се одлучуваат да го произведуваат. Во таа насока повеќе од потребно е да се засили системот за пазарни информации и пласман кои би се доставувале до земјоделците, преработувачите и трговците. Преку пазарните информации тие ќе дознаваат на кој пазар се продава или ќе се продава и во согласност со тие информации ќе одлучуваат што, како и кога треба да се произведе за да се биде конкурентен. Во општина Македонска Каменица доделени се решенија за легализација на дивоградби. Градоначалникот Дарко Митевски им ги подели последните подготвени решенија на собствениците на дивоградбите. Со последните решенија решени се 1/3 дивоградбите во Македонска Каменица. Повеќе од 1/3 од дивоградбите во Македонска Каменица добија решение за легализација. Градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски ги додели последните изготвени решенија на собствениците на легализираните дивоградби. Од одделението за урбанизам ги подсетуваат останатите граѓани кои имаат дивоградби да го запазат рокот за поднесување на барања. Купно поднесените 1352 барања за утврдување на правен статус за легализација на бесправно изградени објекти, општина Македонска Каменица има донесено 450 решенија за утврдување на правен статус. Воедно сакам да ги информирам останатите баратели дека согласно измените на Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, крајниот рок за поднесување на геодетски елаборати истекува до крајот на оваа година и да го запазат рокот за да нивната постапка за утврдување на правен статус може да продолжи во понатамошна постапка. Граѓаните кои ги добија решенијата за легализација конечно можат да здивнат, бидејќи легализацијата им овозможува непречено располагање со нивниот имот. Голема благодарност до владата на Република Македонија. Задоволни сме посебно за нашиот градоначалник на Македонска Каменица. Со легализацијата се завршила голема работа. Имам легализирано викенд куќа која се наоѓа во село Луковица, околу 200 квадрати. По долго чекање за легализација, те се благодариме на владата на Република Македонија и на општина Македонска Каменица. По неколку години те дојде до легализација на правно-имотните односи. Легализирахме семена куќа. Комунали плаќахме некаде по 1 евро од квадрат, некаде околу квадратура 210 квадрата. Со легализацијата сме задоволни, може куќата да продаваме, може да заложиме под хипотека, да земеме кредити и други работи. Од вкупно поднесените барања за легализација остануваат уште 900, а до крајниот рок за поднесување на нова комплетна документација на граѓаните им остануваат уште 6 месеци. Во општина Пехчево успешно спроведена акцијата на Министерството за здравство Здравје за сите. Голем интерес покажаа граѓаните, а најмасовна беше повозрастната категорија на граѓани. Пекчевчани покажаа прилично голем интерес во рамки на акцијата на Министерството за здравство насловена Здравје за сите. Најмасовна беше повозрастната категорија граѓани за кои што оваа акција е повеќе од оправдана, бидејќи не многу често на ваков начин може да ја проверат својата крвна слика. Тоа е многу добро што испитува здравјето на човек. И може некој да не е мошен или не знае од има болест, а тука се открие. И тоа е убава работа. Па мислам поготово за нас постарите свет треба да има. Оти многу не си обрашаме вниманието на здравјето. А младите па не обрашаа внимание на автомобилите на време да се сервисира. А ние треба сервис да правиме здравствениот дом или тука. Значи сепак добра акција. Одлично.
Акцијата Здравје за сите ја спроведе здравствениот дом од Пекчево во соработка со итната медицинска помош, акција која претходно се спроведе и во руралните средини од Пекчево. Ова акција се спроведува успешно, луѓето се заинтересирани, значи еве за рок од 1,5 сат имаме околу 60 луѓе што поминале, на неколку луѓе имаше покачен шеќер, значи ги упативме во здравниот дом во Пекчево да се контролираат, значи климатичните лекари да се обратат. Инаку оваа акција се спроведува и по селата, значи во сите села ние одиме, во Негрево, во Панчарево, во Црник, во Робово, во Умлена, така да успешно може да се каже дека акцијата се спроведува. Инаку една од последните општини каде што ќе се спроведе акцијата Здравје за сите од источниот регион е општината Пробиштип. Таму акцијата е закажана за 29 јуни. Штип за театарот, театарот за Штип. Под ова мото актерите при Националната установа Центар за култура Ацо Шопов на своите сограѓани бесплатно ги подаруваат дел од представите на репертоарот. Билетите се меморирани и може да се подигнат во Народниот театар. Проектот Штип за театарот, театарот за Штип не е дел од Штипско културно лето, но на штипјани ќе им овозможи дополнителни настани од областа на културата, во рамките на кој бесплатно ќе можат да ги проследат повеќето представи кои се на репертоарот на Штипскиот народен театар. Идејата за овој проект е на самите актери како подарок на градот Штип. Терминот за сите представи е во 19 часот и 30 минути, а првата предвидена ќе се случи на 29 јуни. Тој е представата Лунка, добро позната на штипската јавност. Втори, трети, четврти ќе биде втори Самоубиство на осаменоста, трети Мрачна комедија и во сабота од 19:30 сите вие кои што имате помали деца или пријатели, деца на пријатели така натаму, ќе биде прикажана детската представа Јан Бибијан. За секоја представа ќе има меморирано билети кои ќе може да се подигнат секој работен ден во Народниот театар од 9 до 12 часот предпладне и од 17 до 19 часот попладне. Во Кочани се спроведени две акции за заловување на кучиња скитници. Околу 20 кучиња се заловени на иницијатива на комуналното предпријатие Водовод за поголема заштита и безбедност на граѓаните. Околу 20 на кучиња скитници од општината се заловени од страна на ветеринарно-санитарниот центар Тодор Вилков од Куманово во двете спроведени акции за заловување на иницијатива на комуналното јавно предпријатие Водовод. Поради се почестите поплаки од страна на граѓаните и опасноста која ја предизвикуваат овие кучиња, општината реши да го отстрани овој проблем и да ги згрижи бездомните кучиња. Тендерираната куќа од Куманово, која е специализирана за тоа и законските услови ги исполнува заловување на кучиња скитници, извршивме една акција во која беа заловени кучиња скитници, вкупно 12 во првата акција. Ово го правиме така неле на почетокот почесто, бидејќи имаме и иницијатива од граѓаните кои се јавуваат почесто кај нас за повеќе делови во градот. Од комуналното јавно предпријатие Водовод информираа дека доколку биде потребно ќе се организира уште едно заловување, се со цел да се намали опасноста од напади врз луѓето и да се спречи размножувањето на овие кучиња. Тоа е убаво, таа акција, ако го направи Водовод, тоа е добро, значи ќе немаме опасност за децата. А некој пат се случува и постари луѓе да ги закачат кучињата. Така да таа иницијатива за собирање на тие скитници е уред. Тај што сака да чува куче, нека се го чува дома и нека шета. Со него присуство, нака да го пуштат. Лоша слика е и тоа што вие што чуват кучиња дома, па излегнат на шетање и ги пуштат по реката. Го паме, па тераме за Штип да одам. Еден човек вика тркалија го доле стар, тркалија го вика доле кучињата, двете. Зависи на кое место, мислам тука баш у градо, не. Може да представува, да речеме, кај Панаѓурот, тамо, кај болницата има тамо дело на кујната. Добро е тоа. Да се намали број, само треба да се обавестат тие кои чуват куќа, сепак му е пуштено надвор или не е врзано соодветно, не знам. За да знаат и може да се деси некој да е негово куќе, тоа да оде низ мало. Како последица на врелиот бран кој веќе една недела го погаѓа пакистанскиот град Карачи, досега почина над 1200 лица, соопштија локалните власти.
Според директорот на управата за вонредни ситуации во провинцијата од 20 јуни, во болницата се примени околу 65.000 лица поврзани со топлотниот удар. Температурите се намалија, откако пред една недела достигнуваа до 45 степени Целзиусови, сега се движат околу 34 степени. 516 лица се здобија со повреди откако дојде до експлозија во еден забавен парк во близината на тајванскиот главен град Тајпеј. Според најновите информации од локалните здравствени власти, на интензивна нега се најмалку 180 повредени, а повеќето од нив се помлади лица. Во болницата вкупно се задржани 410 лица. До силната детонација дошло околу 20 часот и 30 минути по локално време, за време на голема забава, на која присуствувале околу 1000 луѓе. Екипите на крајбрежната стража на Турција на Егејското море во рамките на операциите во последните 5 дена спасија 955 имигранти. 6 имигранти се удавија во морето, од кои повеќето се од сириско потекло, кои по илегален пат се обидувале да побегнат за Грција. Изминатава година пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип со одлично постигнати резултати. Досега пингпонгарите имаа врвни резултати на домашни, државни и меѓународни првенства. На последното отворено првенство кое се одржа во Сараево, од вкупно 300 надпреварувачи, нашите пингпонгари освоија второ и трето место во поединечна конкуренција и трето место во екипна конкуренција. За новата сезона клубот на пингпонгари на Гоце Делчев ќе организира посета во Агенцијата за млади и спорт, во Македонскиот олимписки комитет и во неколку амбасади. Ке се склучат договори со играчите со цел подинамичен распоред на тренинзите со зголемен интензитет. Во новата сезона пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев ќе аплицира за организација на прва поголема меѓународна манифестација, а се подготвува нов проект за поголема популаризација на пингпонгот во училиштата. Пингпонгарите на угада по кратка пауза и во летниот период ќе продолжат со активните тренинзи и подготовките за следниот турнир во пингпонг, кој ќе се одржи во Бугарија, и за подготовките за новата сезона. Со вчерашниот настап на пливачот Љупче Ангеловски во дисциплината 50 метри слободно беше затворен настапот на нашите македонски надпреварувачи на првите европски олимписки игри во Баку. Ангеловски заврши на 58-то место од 60 надпреварувачи. Нашата национална селекција со 45 надпреварувачи во конкуренција на 6000 спортисти од 45 земји успеа да освои 2 бронзени медали, и тоа во карате. Ово е позначајниот успех на македонците на првите европски олимписки игри одржани во Баку. Бронзите на Емил Павлов и на Мартин Несторовски ќе останат запишани во историјата на ова ново надпреварување, на кое Русија освои најмногу медали пред домакинот Азербејџан, Велика Британија и пред Германија. Од нашите соседи најголем успех имаше Србија со 14 медали, од кои 8 златни. Хрватска освои 11 медали, а Грција 7 медали, но само 1 златен, исто како и хрватите. Тоа беше се во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатно попладне со нашата програма.